весела свадба. Дури и камените кукли што имат имиња младоженец, невеста, кум, сватови и така натаму, навистина, ако се погледаат, имаат човечки лик. Ината недела пак ќе ви кажеме околу Јорго Зорбаш, како што го викаат, односно Јорго Чорбе, а за кој е снимен и филм каде главната улога ја игра Антони Квин, но исто така и за македонецот од скопското село Чучер Стојко Додоловски, кој е еден од спасените кога потона бродот Титаник. Затоа слушајте на едната недела во истото време од 6 до 7 часот на вечер. А да спомнам и следно. Мојот покоен татко честопати ќе речеше: добрите пријатели се исто како и звездите. Не ги гледаш постојано, а сепак знаеш дека се околу тебе. Ова го поврзувам со следното. Многу добро знаете дека македонскиот радио час Глас од Македонија сме заедно 52 години. Во последниве неколку месеци љубовта кон нашата земја Македонија победува. Се ослободуваме од душманите. Среќата се сврти на наша страна, но за сето ова помогна честниот македонски народ, како во Републиката, така и низ целиот свет. Радиопрограмата Глас од Македонија е и ќе е на истиот пат за нашата слобода и светлата иднина на нашиот народ. За да продолжиме за конечна победа на Македонија, Глас од Македонија ја бара и понатаму вашата поддршка. Со тоа ќе продолжи да се емитува гласот на вистината преку оваа радиоемисија, за да се продолжи силата, да чука македонското срце секогаш и за секогаш и крвта македонска и понатаму да тече низ нашите вени, зашто Глас од Македонија тоа и го прави за македонството со целата своја душа. Помогнете оваа радиопрограма Глас од Македонија, за да и понатаму се емитува. Вака си помагаме меѓу себе, а се разбира и самите себе си, како и за Македонија. Телефонот е 647 780 6549. Вклучувањето во европското семејство на Македонија и земјите од Западен Балкан не смее повеќе да се пролонгира. Ова е заклучокот на панелистите од денешната регионална конференција Обновен наратив за забрзана интеграција на Европската унија. Поранешниот словенечки министер за одбрана и Роман Јакич вели дека му е незгодно што своевремено Словенија и Македонија биле стационирани од истата поидобна точка за отпочнување на преговорите, а сега унијата тапка во место кога е во прашање нејзината волја за проширување. Што се тиче digitalizacije, Green Europe i to, marširamo napred. Ali što se tiče proširenja Europske unije, mi stojimo na mestu i u nekim slučajevima čak idemo koji korak назад. Либералните странки во Европа даваат силна поддршка за Македонија во отпочнување на преговорите, истакна лидерот на ЛДП Горан Милевски, кој всушност е и организатор на оваа конференција. Вице-премиерот за европски интеграции Никола Димитров во пресрет на самитот на 14 декември кажа дека Македонија направила се што е во нејзина моќ и го заслужува зеленото светло од унијата. Либерално-демократската партија уште еднаш потврди дека не се занимава само со проблемите на домашната цена или пак со пазарењата кои што цел изминат период се уморивме при составувањето на влада, туку сме насочени кон меѓународната политика и да направиме се што е возможно да се деблокираат проблемите кои што стојат на Македонија за патот за почеток на преговори со ЕУ. Македонскиот случај во европски контекст е лакмусот од кој што регионот ќе прочита дали е Европската унија сериозна кога зборува за европска иднина на Западниот Балкан. И поради тоа што многу долго чекавме, ама не само заради тоа, и поради тоа што многу направивме. За правецот во кој се движи Европа на конференцијата дискутираа меѓународни представници и пратеници од повеќе земји од ЕУ, како Австрија и Белгија. Денеска официјално ЗАЕФ и ГАШИ соопштија кои министерства ќе ги земе алтернатива со влегување во владата. Тоа ќе биде Министерството за здравство, со кое што досега раководеше министерот Венко Филипче, односно од редовите на СДСМ, и Министерството за информатичко општество, кое што во моментов има актуелен министер од редовите на ДУИ. Исто така се активира и едно министерство без ресор задолжено за диаспора,
диаспора, исто така алтернатива ќе добие и 3 заменички места во министерствата во образование, култура и најверојатно во Министерството за земјоделство. Она што е интересно е дека алтернатива ќе добие една долга листа на институции, односно функционери од алтернатива ќе раководат со нешто помалку од 50 на институции, од кои што како позначајни премиерот Заев ги истакна МЕПСО, со кое што досега раководеше ДУИ, ПИОМ, кое што беше на СДСМ, Агенција за странски инвестиции, железници и така натаму. На пресконференцијата на која што практично се официализираше соработката помеѓу владата и алтернатива која што досега функционираше како опозицијска партија во коалиција со Алијанса за албанците, и Заев и Гаши беа децидни дека избори предвремени вонредни наскоро нема да се одржат. Тие велат дека во овој момент се чека позитивна одлука на Европскиот самит месецов, каде што до тогаш сметаат дека ќе добиеме ние зелено светло, дека ќе се реши спорот со Бугарија, а потоа ќе се формира и нова влада, односно нема да има реконструкција на владата. Овие министри кои што сега се шпекулира, односно веќе нели официјално дека ќе ги земе алтернатива, дека нема во овој момент сега набрзо да седнат на министерските позиции, туку откако на Заев ќе си депонира оставката во владата и откако ќе има нов мандатар, дека министрите на алтернатива ќе ги заземат овие позиции. А според премиерот се чека нели Европскиот самит на кое што чекаме позитивна одлука, па потоа ќе се придвижат сите овие процеси со распуштање на собранието, со нов мандатар и нов владин состав. Од она што е познато засега, што го потврдија и Заев и Гаши, е дека Беким Сали, генералниот секретар на алтернатива, ќе го заземе најверојатно министерското место на Венко Филипче, но за тоа допрва треба да одлучуваат во раководните тела на алтернатива, да ја донесат конечната одлука, но веќе е известно. За останатите имиња велат дека се уште не разговарале, дека практично на оние 3 досегашни состаноци кои што ги има Заев и Гаши, дека практично им биле приоритет програмските определби, интегрирање на идеите на алтернатива во владината програма, најмал дел тврдат дека издвоиле за кадровските. Тоа беа новините од Македонија, а сега пред самиот крај да го чуеме и мојот коментар на неделата. Македонија е нашиот зрак кој не осветлува со последната нејзина снага, со последната нејзина моќ, но затоа пак ние, македонскиот народ, сме тие кои треба да ја отстраниме темнината. Затоа имаме и такви борци, како Апасиев, Мицковски, а во брзо време и внукот на Методија Ченто, Јане Ченто, кој се уште е во затвор. Само што ние македонците здружено треба да застанеме на браникот на Македонија, а затоа нека се послужиме со, како за пример, евреите кои беа без држава, кои никогаш не отстапија од мислата за создавање на своја држава. Размислуваа дали егејскиот дел на Македонија или делот Етиопија да биде нивни Израел, но на крај во 1948 година со помош на Девид Бен Гурион, кој беше и првиот потоа праим министер на Израел, одземајќи дел од Палестина го формираа Израел. Ние нема потреба да одземаме туѓи територии, туѓо земјиште. Едноставно треба да го задржиме она што го имаме, но и да си ги вратиме другите делови што ни се одземени на тој кобен Букурешки договор во 1913 година, без да се праша македонскиот народ. Повеќе од јасно е дека надворешните западни сили го уништуват македонството, како и се уште што работат врз тоа. Предавничката влада со муртинецот Зоран Заев го лажи народот, божем, таа измислена Европска унија ќе даде датум за аплицирање во неа. Како прво, колку пати таа Европска унија има дадено датум со поставување на услови диктаторски. Тоа не значи ништо. Еве Турција колку години ја лажат и се уште не е влезена како членка на таа така наречена, би рекла, Европска унија. Македонскиот народ веќе разбра се. Затоа најважното сега е, без разлика дали албанската партија Алтернатива се приклучи кон корумпираната влада на Заев, македонскиот народ мора да работи за предвремени парламентарни избори кои, како што реков од пред година дена, дека ќе се случат до
крајот на 21 век или пролета на 2022 година. Потоа со помош на Бога, новата влада подхитно ќе мора да работи на се што е илегално да се направи, веднаш да се уништи, вклучувајќи го и Преспанскиот договор. Доста беше со муртинецот Зоран Заев. Неговата негативна енергија ја покри Македонија и македонскиот народ во темнина и во пајажина. Ако Македонија е нашиот зрак, тогаш дајте околу тој зрак да ги растргаме сите облаци, за да светне сонцето на слободата, сонцето на Македонија. А јас со последниве 4 минути сакам да се заблагодарам на сите вас, но со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер на 101,3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радио Часот Глас од Македонија и каде ќе го дадеме профилот за нашиот сонародник Бил Николов од Human Rights. Искрена благодарност за вашето ценето внимание од студиото на Глас од Македонија и добра ноќ ви посакува вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Teško mina moja mladost, doktore, što zaljubim u baba moma, se ljubev me 3 godine, doktore, legna moma se razboj.